Со оглед на тоа дека може во живо, значи преку интернет да се следи колку во секој момент има пријавено од оние 40.000 спорни гласачи кои што не беа пронајдени при теренските проверки, ги има во избирачкиот список, според моите последни информации до 17 часот, тоа го сториле вкупно 7.315. Нешто повеќе, тоа го сториле преку веб апликацијата, преку интернет, а како што каже и ти во својата најава, најмногу се од општината Чаир, пошто следуваат Сарај и Куманово. Во вторник ДИК на седница треба да го усвои, да го изгласа извештајот по спроведениот јавен повик. Значи утре истекува рокот, а во вторник на седница членовите треба да го изгласаат извештајот, пошто и ќе се знае дали ќе бидат побарани екстра 10 дена за спроведување на дополнителна проверка на овие кои што се пријавиле. Само да појаснам дека таа дополнителна проверка може да ја побараат тројца членови, најмалку тројца членови од Државната изборна комисија, а би се состоело во барање овој што треба да го докаже своето право на глас, да лично да дојде во Државната изборна комисија или доколку е во странство преку Skype комуникација. Од моите последни информации од Државната изборна комисија се одело досега добро, немало поголеми проблеми од типот на идентитетот на овие кои што се пријавуваат, со оглед на тоа дека службите во ДИК со фотографија ги имаат прикачена фотографија на избирачкиот список, а понатаму прават и споредба на овие кои што се пријавуваат. Според моите информации од Државната изборна комисија немало никаков проблем во однос на докажување на идентитетот. Сите досега го докажале со соодветна лична документација. Имало проблеми од типот што не била скенирана втората страна, задната страна на личната карта, меѓутоа сето тоа брзо се решавало и значи оди без проблем. Тоа е што се однесува од Државната изборна комисија. Повторувам, утре е крајниот рок, завршува рокот. Во подрачните единици можат да го сторат граѓаните тоа до 19 часот да се пријават или пак преку интернет до 24 часот.